Добро вечер, ова се централните вести на Канал 5. Еве ги настаните на денот. Премиерот сигурен во единството на владата. Мицкоски со порака до ДУИ. Ова влада има, би рекол, неофицијално чиста двотретинска поддршка. Кои се комбинаториките на таравари за локалните избори? Полицијата се уште го бара пукачот од Долнани, татко му веќе е приведен. Експертите предупредуваат дека мора да се вложува во вентилацијата на објектите. Во случај на пожар, тоа може да биде разликата меѓу живот и смрт. Доколку имате систем за одшедување, доколку имаше функционираше внатре системот за одшедување, една работа сум сигурен дека толку жртви немаше да има. Најавите се остварија. Снегот среде пролет ни се врати. Земјоделците во страв. Имаме до 100% измрзнување на овошните насади. Владината коалиција е стабилна и нема никакви најави за незино раситнување. Премиерот Мицкоски се воздржа од коментара за информациите во дел од медиумите за можно заминување на таравари од вреди, но кажа дека владата функционира обединето. Во однос на изјавите на Али Ахмети дека Македонија е вратена во состојба како пред 2001 година. Премиерот кажа дека како што правдата се посилно ќе стигнува за поранешните функционери на интегративците, така ќе се интензивира наративот на ДУИ за етнички поделби. Михајло Видимлиски. Владата функционира обединето, уверува премиерот Христијан Мицкоски. Тој не ги коментираше случувањата во владиниот партнер коалицијата Вреди. На новинарско прашање дали е точно дека Арбен Таравари ќе ја напушти коалицијата Вреди, дека доколку тоа се случи, Вреди ќе побараат од премиерот да го отргне од владата. Мицкоски тврди дека мнозинството е стабилно. Само би кажал дека владата функционира обединето, единствено. Ова влада има, би рекол, неофицијално чиста двотретинска поддршка во рамките на Македонското собрание. Реално 78 пратеника ја поддржуваат, така што за разлика од минатото, која секој ден, ја разбирам зашто е чувствителна јавноста, кога секој ден на стаклени нозе висеше мнозинството, овој пат тоа е стабилно и треба да оставиме владата да работи како што е до сега. По обвинувањата на ДУИ за селективна правда, како и изјавата на Али Ахмети дека албанците во земјава биле деградирани и доведени во положба како пред 2001-та, Мицкоски рече дека се безпредметни. Вели дека мултиетничкото општество треба да се негува. Ние ги делиме граѓаните оние кои што се лојални, честни, кои што додаваат вредност, кои што ги почитуваат законите и уставот, кои што додаваат вредност за државата и оние кои што не ги почитуваат и кои што треба да одговараат пред истите тие закони и устав. Отприлика тоа е состојано, нема тука етнички поделби или политички поделби. Инаку крилото на Арбен Таравари во Алијанса за албанците денеска во Гостивар одржува собрание. Пред почетокот Таравари изјави дека за сите прашања ќе се дискутира на затворениот состанок, меѓу кои прашањето дали на локалните избори ќе настапат заедно како коалиција Вреди или пак ќе оди сам. А и за дел од политичките аналитичари, ставовите на Ахмети и ДУИ се во насок на искористување на состојбите во Влен. Според Љузин Фаризи, веќе се знае кој ќе биде лидер доколку се формира Вреди како еден политички субјект. Колку повеќе робусот на акции на МВР против криминалот и корупцијата против ДУИ се води, толку повеќе, односно помалку ги има машките да идат да дават изјава, односно женскиот род почесто излегува и дава изјави. Така што очигледно тие се плашат дека на секого му тропнува правдата и тие се повлекуваат давање изјави. Така што и последната изјава на Ахмети не може да се толкува нешто специфично, питајќи он буквално ништо не кажуваше во таа изјава. Ако се анализира во детали, единственото што кажува дека албанците живеат многу полошо од 2001 година, тогаш Ахмети зашто ја направи истото, за да албанците пак да се врати во пред 2001 година. И второто, што е многу важно, тие информации он што ги дава, дека албанците се полошо од 2001 година, ниту една релевантна меѓународна организација не ја потврдувал истото. Алијансата за албанците на страна на
Зјаден села веќе почна да има пукотнини внатре, бидејќи веќе подпредседателот, односно градоначалникот на општина Врапциште од страна на Таравари денеска излезе и јавно и отиде заедно со Таравари во Централното собрание на партијата. Ахмети се обидува да ги подели внатре политичките партии во Влен, бидејќи некои од партиите внатре не се задоволни, особено Арбен Таравари, со прераспределбата, односно колачот што го имат внатре во влада, особено со кадрите оние што ги имат номинирани другите политички партии. Арбен Таравари најверојатно ќе купува време до изборите. На првиот круг ќе излегува сам, но на вториот круг ќе ја види од која страна ќе бидат концентрирани албанските гласови, заедно и со гласовите што може да имат поддршка од страна на македонските политички партии. Битката внатре во Вреди исто е за лидерската позиција. Трите политички партии, Движењето на Изет Меджити, Бјелка Сами од Беса и Зекирија Ибраими од Алтернатива веќе се договориле Изет Меджити да станува председател на Вреди. Актуелниот председател на СДСМ Венко Филипче е единствениот кандидат за нов председател на партијата за кој се гласа на денешните внатрепартиски избори. На гласачките места, сместени во штабови на партијата, членовите имаат можност да го поддржат Филипче. Кои се очекувањата за излезеноста и што представуваат овие избори за партијата од прилогот на Андријана Лазова-Божиновска. По трет пат во изминатите 4 години, членовите на Социјалдемократскиот сојуз избираат лидер на партијата на директни внатрепартиски избори, со единствена понудена опција – актуелниот председател Венко Филипче. 2 недели по одложениот изборен ден поради трагедијата во Кочани, денеска на 78 места низ државата се отворени гласачките кутии за активно регистрирани 23.712 членови на СДСМ. Камерата на Канал 5 ги затекна и дел од пратениците кои гласаа во Скопски центар, како и заменик председателката на партијата. Карамфилова Пановска очекува масовна поддршка за Филипче и консолидација на членството. Се надевам дека денешниот ден ќе покаже дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија реално заздравува, дека излезноста ќе биде добра, ќе видиме како ќе заврши конечниот број на крајот на затварање на гласачките места во 8 часот денеска. Се гласа во сите општински организации ширум државата и се надеваме и очекуваме добра излезност. Јас денеска гласав за Венко Филипче, со тоа гласав за комплетно заздравување на партијата, гласав за заздравување на социјалдемократското ткиво во нашето општество. Гласавме за една социјалдемократска опција која ќе се претвори во вистинска граѓанска опција и која што во периодот што следува ќе дава подобри резултати. Истите очекувања ги имаат и членовите на партијата со кои разговаравме. Се надеваа дека по минатогодишните избори СДСМ ќе се обедини и ќе ги подобри резултатите на предстојните локални избори. Навистина очекувам еден нов полет на партијата со нови идеи и пред се консолидирање и организирање на партијата, а потоа нови идеи за државата, за напредок на државата. Па, очекувам веројатно како сите членови и симпатизери да работи во насока на подобрување на работите пред се на рейтингот на партијата. И другите работи сами се да таа партија се врати на место кај што беше порано. Дали мислите дека по последните избори на кои што СДСМ генерално помина лошо, дека веќе се подобрени состојбите? Се уште е рано да барем некој изборен процес да помине, па ќе видиме, не вака, мене тешко да проценам. Се надевам би сакал да е така. Од избирачките места вела дека сите регистрирани членови кои носеле електронска членска картичка и личен документ немале никаква пречка да учествуваат во изборот на председател. На првите внатрепартиски избори во 2021 СДСМ исто така имаше само еден кандидат, Зоран Заев, кој тогаш беше избран со речиси 60.000 гласови. Минатата година пак се одржаа вонредни избори по оставката на Димитар Ковачевски, а во трката влегоа 4 кандидати: Венко Филипче, Славјанка Петровска, Јован Деспотовски и Александар Бајдевски. Филипче беше избран со околу 9.000 гласа од неговите сопартици.
Според извори во СДСМ, Венко Филипче вечерва ќе има обраќање околу 21 часот. Протести во САД и во Европа против политиките на Трамп. Кои се следните чекори на американската администрација? Премиерот Христијан Мицкоски очекува убави вести за македонските граѓани и економијата во врска со царината од 33%, што Соединетите Американски држави ја воведоа за увоз на македонските производи. Со нашиот стратешки партнер Соединетите Американски држави сме во постојана комуникација и со Министерството за економија, кој што го предводи Хауард Лутник, кој што е мој личен пријател, и со Министерството за финансии, и со Стейт департментот, и со кабинетот на председателот Трамп, и министерот Муцунски со државниот секретар имаше кратка средба во Брисел. Една од темите беше и оваа. На дневна основа работат тимови и телефонски се слушаме и разговараме. Очекувам многу скоро денеска убава вест за македонските граѓани и македонската економија. Од ВМРО ДПМН и денеска излегоа на пресконференција со критики до Димитар Апасиев од Левица. Како се чувствува Апасиев како газда на дуќан купен под цена, а одземен од некои граѓани кои не можеле да го отплатат? Оваа сделка на Апасиев и Левица целосно ги демаскира. Извршителите и банките не им пречат кога од нив купуваат ефтин имот. Апасиев нема проблем со извршителите кои им го земаат лебот од уста на граѓаните, кога истиот тој леб му го ставаат во уста на него. Борбата против извршителите Апасиев ја закити со дуќан кој според пазарните цени може да чини и до 1.000.000 евра во центарот на Скопје. Не само против пожарен систем, многу важно за спасување на животи при пожари во објекти е да има и ефикасен систем за вентилација, а тоа се покажало и во трагедијата во Кочани. Според експертите, за жал кај нас многу малку се инвестира во овакви системи кои буквално може да бидат разликата меѓу живот и смрт. Миријана Мирчевска-Јовановиќ. Пожари имало, има и ќе има. Ние треба да направиме начин да возможиме во иднина да немаме проблеми со пожарот, проблеми во однос на да имаме човечки загуби. Објаснува експертот во поставување на системи од заштита на пожари Горан Андреев. Андреев како машински инженер со објаснување дека јаглеродот моноксид е првата причина за загинување на луѓе во пожари и ги потврдува и целосно се согласува со наодите од судска медицина дека причина за сите 59 загинати на кои им беше направена обдукција е причина и труење со јаглерод моноксид. Тоа објаснува дека сите објекти треба да имаат системи за очадување, каде во моментот на пожар ќе се помогне чадот да не ги попречи да го напуштат објектот. Во Кочани е многу интересно прашањето, бидејќи пожарот се случи на призем. Значи немаше катност, втор, трет, последен кат. Доколку имате систем за очадување, доколку имаше функционираше едната система за очадување, една работа сум сигурен дека толку жртви немаше да има. Значи, ќе им се дадеше доволно време на луѓето, на децата, да го напуштат објектот и да можат безбедно да искочат надвор. Ова се дел од презентациите кои Андреев им ги пушта на собственици на објекти во изградба, со цел да се покаже ризикот од неправилно поставување на системите за вентилација. Од 2008 година неуморно објаснува за важноста на системите. Презентациите им влијаат неколку дена, но потоа се прашањата дали навистина се потребни. Земјите во Европската Унија имаат законска обврска, но и висока свесност за загуба на човечки животи поради труење од чад. Можем да кажам искуството во Австрија како е. Се оди на пред се заштита на луѓето. Човечкиот фактор е непроценлив кај нив, животот на човекот. И се прави се преку нивните здруженија, презентации, семинари, кои што се спонзорираат што приватно преку здруженијата, кои што се приватни, што спонзорира и државата, бидејќи во интерес на државата е заштита на жителите кои што живеат
Андреев во делот на заштита на станари во стамбени згради потенцира дека оние кои имаат пожарникарски скали итно и веднаш треба да бидат достапни и станарите да ги одржуваат за таа цел. Користење само во случај на пожар. И како продолжение на претходниот прилог, турењето со гасови може акутно да направи големи проблеми во однос на здравствената состојба, дури може да предизвика и смрт во зависност од тоа колкава е концентрацијата и колку долго траело изложувањето. Ова во интервју за Радио Слободна Европа го изјави директорот на клиниката за токсикологија Андон Чибишев, кој кажа и дека европски држави нудат помош за рехабилитација на повредените во Кочани. Се плашам да не се појават некои посериозни компликации како пореметена меморија, неспособност за концентрација, може и такви да се јават. А и за таквите веќе имаме направено план како понатаму ќе ги третираме, затоа е зборувано многу и во кризниот штаб, во кој што учествуваат експерти од разни области. Има понуда и од тоа и министерот за здравство го кажа неколку пати јавно, има понуда од неколку европски држави да ни помогнат и во тој дел од процесот за подолго трајна рехабилитација на овие луѓе, ни нудат престој на овие пациенти во специјализирани центри за рехабилитација на такви тешки труења со въглероден моноксид, каде што се спроведуваат специјални програми и постапки за рехабилитација, нивна рехабилитација. 68 пациенти се лекуваат надвор од Македонија. Еден пациент е испишан од медицинскиот центар во Љубљана, соопшти од Министерството за здравство. Се уште е критична состојбата на тројцата пациенти кои се лекуваат во странство. Во клиниките во Скопје се лекуваат 11 пациенти. 6 во хируршката клиника Свети Наум Охридски, 2 на клиниката за токсикологија, 1 пациент на клиниката за пластична хирургија, каде денеска 3 се испишани на домашно лекување и 2 во Систина, потврдуваат од Министерството за здравство. Најавите се остварија. Студен и влажен бран ја зафати Македонија, но и регионот каде што се регистрираат врнежи од снег. Кај нас снег има само на некои планини. Студеното време и падот на температурите им создава главоболка на земјоделците кои стравуваат дека мразот ќе ги уништи пред се овошките кои се во фаза на цветање. Јорданчо Цветановски. Студен бран ја зафати Македонија. Почетокот на април донесе дожд, силен ветер и ниски температури низ целата држава, а на повисоките места денеска паѓа и снег. Синоптичарите со прогноза дека ова време ќе се задржи до средината на следната недела, кога ќе имаме и пораст на температурите. Утре наутро веќе насекаде ќе престанат врнежите, слабо провејување на слаб снег ќе има наместа. Утринските температури утре ќе бидат во интервал од -4 до 2 степена, додека дневните од 3 до 10, значително пониски од изминатиот период. Веќе од вторник имаме стабилно време, но со температури кои ќе бидат под просекот за овој период од годината, особено и утринските ќе бидат негативни, на повеќе места ќе бидат негативни се до петок. А ваквото нестабилно време и температури кои некаде ќе паднат под нулата е најголема закана за земјоделските култури и овошките. Познавачите велат дека веќе има пријава на уништени овошки во делови од земјава, а доколку минусните температури траат неколку дена, според нив ќе се соочиме со огромни штети за сите растенија. Самата температура, доколку биде така ниска, негативна, може да направи веќе и дополнителни штети на оние овошни видови кои што претходниот те ниски температури не ги оштетија. Да не кажам дека скоро на сите овошни видови би можело да направи штета, скоро на сите, бидејќи скоро кај сите веќе вегетацијата е започната. Пример, иако оревот многу подоцна цвета, со самото тргнување на вегетацијата и ниските температури под нулата од неколку степени ги измрзнуваат, бидејќи се многу сочни папките, самите папки ги измрзнуваат.
имаме огромни штети. Градско Росуман имаме до 100% измрзнување на овошните насади, на кајсија и на праска. Вчера добив информации дека и во Битолско, под Пелистер, Бистрица, тој дел кај што имаат овошни насади, дека и таму има измрзнување и на праската, и на црешата, и на некои сорти на јаболките кои што порано биле развиени. Препораката на познавачите е земјоделските производители да преземат соодветни мерки за заштита на посевите против измрзнување, да ги расчистат од водните канали за полесно одлевање на површинските води, да преземат превентивни мерки за зацврстување на пластениците и други конструкции, да ги заштитат растенијата, посебно овошните видови од појава и развој на болести и штетници, како и редовно да вршат следење на посевите и да применуваат потребни агротехники. Инаку икава да речкиот градоначалник Митко Јанчев упати апел кон лозарите, превентивно да ја заштитат виновата лоза од пролетни мразеви, со цел мрзнењето да биде што помало. На пресот на ВМРО ДПМН за Левица реагира од партијата. Левица ги демантира паушалните обвинувања на премиерот Мицкоски и неговата криминогена партија, кои во обид да го амортизираат нивното катастрофално работење, шират невистини и спинови за единствената легитимна опозиција Левица. Покрај обидот на Мицкоски да направи сензација од непостоечка тема, мислејќи дека ареолот на криминал кој тие го имаат воспоставено во политиката во однос на нивната Бела палата ќе се преслика и на другите политички партии, ја информираме јавноста дека Левица преку хипотекарен кредит ги обезбеди своите први простори откако постои, како централа за сите политички активности на партијата. Односно, купените простори се под залог. Цената на квадратот, како и во сите случаи на купопродажба, е дефинирана со деловни преговори помеѓу продавачот и купувачот, без никакво учество на извршител во процесот. Се работи за подрумски простори кои се во руинирана состојба, се наведува во реакцијата на Левица. Последните вести денеска почнуваат во 20 часот и 45 минути. Гледајте не.